Програми наменети за целата публика. Ние имаме примери на луѓе кои што биле во затвор, кои што емигрирале, затоа имаме и том за емиграцијата, кои што после емиграцијата по бел свет, по Западна Европа, не знам каде, се враќале во Бугарија, не можеле да се вратат во Македонија. Тоа се човечки судбини кои што некој сакал да бидат заборавени. Затоа јас сакам и доаѓам кај тебе, затоа што знам дека има голема публика која што е сосредоточена на овој проблем, да ја поканам целата македонска јавност, наследниците на луѓето кои што имаат досиеа, бидејќи добар дел од луѓето и се починати, нивните синови, нивните ќерки, нивните внуци, ако имаат внуци, затоа што има тука и постари случаеви, и 45-та година, сакам да ги поканам да дојде да ми донесат документација. Како што минатиот пат рековме за илинденските сведоштва. Имаше одзив, така? Да, има голем одзив, но има одзив и за ова. Но сакам да ги поканам да направат напор да ми донесат документи ако имаат. Ако имаат земено во 2000-та досиеа, да ги донесат да споредиме, да видиме дали истите досиеа ги има и во Државниот архив. Зошто го велам ова? Затоа што досието на Ѓорѓе Доцев во 2000-та му е предадено на него копија, но оригиналот не е предаден во Државен архив. Некој правил селекција и во 2002 година. Така што може да се случи да изникнат досиеа кои што ги нема во Државниот архив, а во 2000 година жртви или нивни потомци ги земале. Ако ги донесат, вие ќе ги фотокопирате, тие им остануваат секако. Ние сакаме да го комплетираме ова досие, да ги придодадеме на тоа досие и дел од нив да објавиме. Втора работа, сакам да снимам сведоштва, бидејќи усмената историја станува значаен дел од историската наука како извор, и ние како нација имаме многу голема усмена историја. Овие страдања никаде не се забележени во документи. Тоа се фамилиарни, семејни страдања, тивки страдања на луѓе кои што били изложени на терор целиот живот. Сакам да ги снимам. Сакам да добијам изјави. Сакам тоа досие, ако можеме да го дуплираме, бидејќи тоа е вистинската историја на македонскиот народ. Мотото на оваа едиција е историја што чека да биде откриена. На вистина, да, ние имаме историја која што никој не ја знае. И токму затоа сакам да ја комплетираме. Секоја една изјава за дедото, за таткото, за бабата е значајна, бидејќи ќе ја расветли личната драма и личната димензија и преку тоа што ќе биде депонирана во Државниот архив, станува извор за историја на македонскиот народ. И затоа сакам да ги охрабрам сите. Никого нема да вратиме. Сакаме да ги добиеме сите сведоштва. Верувам дека има многу сведоштва кои што чекаат да бидат собрани од Државниот архив. Така што има повеќе слоја на значење објавувањето на оваа едиција. Ќе оди во библиотеките. Може би одредени семејства и не знаат за нивните предци дека биле или во илинденските сведоштва, или дека биле тортурирани од државата. Има жртви кои што не знаат дека им е водено досие. Филип, 10% од популацијата нема човек што не е допрен на фамилија. Точно е. Тоа мислам дека нема фамилија во Македонија што не е допрена од ова. Барем некоја нормална. Ова е фрапантна бројка кога ја слушнав, но уште повеќе сум фрапиран, значи тоа е првата работа која ме шокира и се обидувам само на луѓето да им објаснам 10% од популација. Тоа е страшно, Секој 10 има досие. Тоа е една работа. Се надевам дека луѓето ќе го исперцепираат што се случува. Втора работа. Уништување на досиеа. Да. Тоа е не знам, знаеш како, шокиран сум затоа што кога гледам документарни емисии, дали за други земји и така натаму, разбирам, ембарго. Уште 70 години нема да разбереме за Кенеди. Да. Државата си смета дека... Но не ги уништила. Не ги уништила. Тие се чува. Значи се чува. Се чува. Дали учествувал FBI, CIA или Русија и така натаму, ќе дознаеме за 150 години. Ама секоја документација... Ама ќе дознаеме. Зошто? Еве, пред да почнеме. Кажи ми, зошто ниедна земја, никој, каква и да се смени власт,
не се осмелува документ да уништи. И што значи уништување документ? Бидејќи колку што гледам, Русија од најголемите прогони што се случувале во време на Берија, во време на Сталин, после новото време. Да. Значи, буквално сите податоци постојат. Па, кој ќе се шокирам, како, не знам, која ќе ги најдат во Англија, се ги бара предците, па ќе ја најде 1370 година, бил затворен у таа ќелија. Јас се шокирам, како таму не се осмелил некој да уништи или избрише тој податок? Што значи бришење и уништување на доказ? Тоа значи криење на злостор. Тоа значи дека некој сакал нешто сериозно да отиде во заборав и да не се памети дека постоело. Но ве уверувам дека додека сум на оваа позиција и со луѓето со кои што работам, јас ќе ги барам историските аргументи и нема да се смирам. Мислам дека многу работи веќе ставивме концептуално во некаков развој. Мислам дека го дигнавме интересот на јавноста, кој што конечно сваќа дека државата го менува односот кон личната голгота која што ја имале тие луѓе. Еве да го земеме повторно Доцев, ќе го спомнам. Зошто е уништено неговото досие? Тоа е многу интересна граѓа за историјата, нели? Затваране, прислушкуване, спремале атентат на Колишевски, обвинувани се, сакале да организираат конгрес на ВМРО веднаш по војната. Сега тие од една страна се елементи кои што можеби се неблагопријатни за поединец, меѓутоа од денешна перспектива се елементи за историја. Ние никогаш немаше да дознаеме за обидите на таа група околу Доцев да организира конгрес, доколку го немавме тоа досие. И практично на тој начин ја скицираме мислата и реално чувството на луѓето во тоа време. Инаку вие бришете еден цел сет на размисли и правите интервенција во историја која што е неприфатлива. Освен што е кривична одговорност пар екселанс во секоја држава според секое право, без оглед дали е најдемократска или е најтоталитаристичка, уништувањето на документ е кривично дело. Прикривање на злостор значи и соучество во злосторот. Ова се работи, рековте, дека кои не застаруваат. Не застаруваат. И не само тоа, проблемот за тие што ги уништиле документите е малку посериозен. Оти документите кои што тие ги уништиле биле повод или оправдување да бидат уништени животите. Значи некој отишол на Голи оток, некој бил во Идризово. Чиенто првиот председател на Република Македонија е тотално деградиран и избришан од историјата, но ние го објавивме неговото досие. Да. Од таму почнува. Ај, можеме ли да се задржиме? Може ли ми едно по едно, затоа што ова се... Па можеме, да. Еве, прво едно од досијата, да, те молам, едно од досијата има наслов? Ова е томот број 4, Ченто и Доцев на удар. Не случајно се ставени и издвоени по име и презиме единствено тие двајца. Мислев дека е битно да ги одвоиме во посебен том, затоа што Ченто е многу значајна фигура за која што многу малку се знае. Не само што е дистанциран, но е и елиминиран. Со тоа е направен историски рез во развојот на мислата на македонците за посебна држава. Практично е воведена е страховлада. Ставено е до знаење дека ако може да се тргне председателот, може да се тргне било кој. Сите од президиумот на основ кои што не размислуваат на